4 да се додаде нов член 4а, кој треба да гласи: заради заштита и зачувување на изворната состојба, биолошката и пределската разновидност во Националниот парк Шар планина, може да се вршат само действија за потребите на науката, уредување на просторот, развојот на туризмот, како и држливо користење на природните ресурси, по претходно добиена согласност од органот на државната управа, надлежен за вршење на работите од областа на заштита на природата, органите на државната управа, органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на шумарството и ловството, согласно Законот за заштита на природата и други прописи од областа на животната средина, Законот за шумите и Законот за ловство. Почитувани, овој амандман го поднесуваме бидејќи при водењето на постапки за прогласување на заштитени подрачја, Министерството за животна средина и просторно планирање се повикува на Законот за заштита на природата и Законот за животна средина, без да навлезе во спецификите на одредени делови од површината која се прогласува за заштитено подрачје. Од тие причини, при водење на постапките за прогласување на заштитени подрачја, како во конкретниот случај со Шар планина, каде се работи за шуми и ловишта, треба да се применуваат обврски кои произлегуваат од Законот за шумите во деловите од просторот кој е под шума и Законот за ловство во деловите од просторот на кој се востановени ловишта, што е во надлежност на органите на државната управа, надлежен за вршење на работите од областа на шумарството и ловството. Во планирањето и спроведувањето на активностите од областа на шумарството и ловството, како добро од општи интерес, сопственост на државата, потребно е посебно внимание и соодветна стручност во посебни области. Благодарам. Благодарам. Го повикувам